села се прават градови. Наместо да биде овдека мирно туристичко место, тие го прават џунгла и бетонизација. Гледате колкави згради се изградени натака, нема услови, нема вода. Имаме глобално затоплување. Тоа е најголемата причина за да не се гради. И сега и покрај тоа што ние се жалевме на Уставен суд и позитивно го решија нашиот проблем, сепак градоначалникот води некои инаети и повторно дозволи да се гради. Сега више нема мрдање, нож до коска е дојден, повлекување нема, се ќе биде битка голема. Значи ние нема да се повлечеме, тек сега ќе биде што ќе биде. Значи ако и институциите нови сега што се избрани од ВМРО, ДПМН не го решат овој проблем, више спас за живот нема на местново население на овие три села. Бараме да се прво направи инфраструктурата, например патот Леуново-Никифорово, 10 години ни е обечан и нигде го нема, само не налажат и идат на избори, ни обечаваат и после тоа нема ништо. Мислам во Леуново не сме да се гради додека не се реши водоснабдувањето како прво место, електричната енергија и патот. Кога инфраструктурно ќе бидат овој регион, Леуново и Никифорово и Маврово и населбата Маврово Јанови, подкрепено со инфраструктура, мислам треба да се размисли за градење и тоа какво градење. Значи не може згради да се градат, тоа во ниеден национален парк го нема, еве Швајцарија и други места, шанси нема, а овдека еве и густо население, паркинзи никаде нема. Значи општ хаос се создава овде, неплански се работи. Па стрелиште сега еве тука сака да се прави покрај детско одмаралиште и покрај овај резерват на животни, на елени, кој што стресови ќе предизвикува, че секој дневно ќе трпат, мислам не е ред, а ние овој резерватов кај што се наоѓаат животните, тоа има приватни имоти кои што ни се водат во катастар, државата ни го узурпира во време на комунизмот и тие уште си седат таму имоти и сега ние ајде на повисокот да речеме сафари, парк, вамо тамо и на некој начин ајде се откажаме од тоа. Сега нема смисла некој се откажал од тоа, направи резервација, вамо му давате дозвола на некој стрелиште да правите.